Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро. И ова утро се јавуваме у студиото на Радио Глас на надежда од Кавадарци. Ве поздравам сите вас кои денеска ќе ја следите ова наша утринска програма. Имаме приготвено интересни содржини да ги споделиме со сите вас. Денеска сме 28 декември, вторник 2021 година. Сонцето изгреа во 6 часот и 58 минути, а ќе зајде во 16 часот и 10 минути. Уште 3 дена неделата од почетокот на новата година. Значи, уште 3 дена ќе го заокружиме овој круг 2021 година. Верувам дека денеска ќе бидете добро расположени, почитувани гледачи, иако времето можеби е тмурно, облачно, таму кај што сте, или пак е можеби сончево. Што се однесува до временската прогноза овде во Кавадарци, таа гласи дека ќе биде умерено до значително облачно. Наутро и предпладне се услови за појава на магла и ниска облачност по котлините и речните долини. Претежно во јужните делови ќе има слаб ветер од северен правец. Сепак овие денови и за викендот и овие вчера и денес имаме релативно топло време за овој дел од годината, бидејќи, почитувани гледачи, како што и сами знаете, веќе влеговме во зимскиот период. Но сепак температурата денеска ќе се движи од 0 до 13 степени. Кога веламе од 0 се мисли на утринските температури, а они највисоките, како што е Гевгелискиот регион, до 13 степени. Овде во Кавадарци, во Таквишијата, ќе се задржи до 9 степен, во западните делови 7 и 8, во Полошкиот регион, во Скопскиот 8, исто така во Кумановскиот 9 степени, највисока температура, во Беровскиот регион 8, во Струмичкиот до 10 и во Пелагонија, односно во Охридскиот дел од 9 до 10 степени. Значи и во наредните денови ќе имаме претежно добро време, како што вели самата прогноза, дури и за нова година ќе имаме неверојатно топли денови. Еве да ги проследиме и температурите, односно прогнозата за следневе 3 дена. Например, во петок прогнозата вели дека ќе биде сончево и потопло со мала облачност. Ќе дува слаб со умерен до умерен ветер од северен правец кон крајот на денот. Во северните делови облачноста ќе се зголеми, но температурата ќе биде дневната, односно утринската од 1 до 7, а дневната од 9 до 16 степени. Значи, уочи нова година ќе имаме вистинска пролет од 9 до 16 степени. А на самиот ден, односно на 1 јануари, максималната температура ќе биде од 8 до 17 во поедини делови на нашата земја, а минималната температура од 3 до 8. Сончево и потопло со мала облачност по северните делови. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Очигледно ќе имаме високи температури во однос на овој зимски период. Но убаво е, можеби за оние кои нема доволно огрев, бидејќи како што најавуваат струјата ќе поскапи од 1 јануари, дрвата отидоа скоро дупло, и да не зборам за останатите грејни тела кои ги користиме, како што е струјата, односно пелети, нафта и така натаму. Но како е да е, денеска, како што спомнавме, времето ќе биде променливо облачно, така е и 8 на утрово во Кавадарци. На почетокот, пред да поминеме на утринската порака, почитувани гледачи, ќе упатиме една кратка молитва. Господи Боже, ти благодариме што не пробуди и ова ново утро и ни го подаруваш овој нов ден. Те молиме да не чуваш, биди со нас, со нашите деца, со нашите мили драги, а за секој твој благослов ти благодариме во Исусово име. Амин. На почетокот, пред да ја прочитам и утринската
порака за утро, почитувани гледачи, сакам да споделам неколку капки на мудроста кои се однесуваат на времето, како ние го користиме времето кое го имаме, кое Господ ни го дава секој ден. Најголема загуба што може да не снајде загубата на времето. И навистина тоа е така. Морам јас да управувам со времето наместо тоа да управува со мене. Колебањето е крадец на времето. Значи, ако нешто се колебаме, нешто размислуваме долго, а минутите одминуваат, тие повеќе не се враќаат никогаш. Загубеното злато може да се врати, загубеното време никогаш. Јас тоа го споредувам како со водата, која течи по реката. Значи, таа вода никогаш повеќе не може да се врати. Таа оди напред. Може би ќе дојде нова вода, но сепак ќе дојдат и нови денови, но дали ние ќе бидеме живи и здрави во тие новите денови што Господ ги дава. И зато секој ден кој го имаме на располагање да го употребиме и да го искористиме најпаметно. Утре ќе посакаш да си почнел денес. И сега еден малце подолг цитат од Елена Вајт. Нашето време му припаѓа на Бога. Секој миг е негов и наш, и наша најсвета обврска да го искористиме на негова слава. Ниту за еден друг дар тој нема да бара толку точна сметка како за дарот на нашето време. Вредноста на времето не може да се пресмета. Секој миг Христос го сметал за драгоцен, па истото се бара и од нас. Животот е премногу краток за да можеме да го проиграме. Ние имаме само кусо време на милост да се приготвиме за вечноста. Затоа немаме време за себични уживања, немаме време да му попуштиме на гревот. Токму сега мораме да изградиме карактер за еднината, за вечниот живот. Токму сега мораме да се приготвиме за истражниот суд. Човек кој правилно ќе ја свати вредноста на времето и животот, го користи рационално, се приготвува за небесните станови и за живот кој никогаш нема да помине. Еве, тоа беа неколкоте капки на мудроста, почитувани гледачи, навистина вредни беа, односно поучливи за сите нас кога станува збор за времето кое го имаме на располагање од 24 часа. Тоа е една банка кај што вложуваме и дали правилно ќе ги искористиме тие минути, тие часови, зависи од нас. Секој има слободна волја. Денешнава утринска порака носи наслов "Небото е реално место". Текстот се наоѓа во книгата на пророк Исаија, 32 глава, 18 стих. Мојот народ ќе живее во мирни населби, во безгрижни одморалишта. Да го проследиме сега и коментарот. Од страв идното наследство, да не изгледа премногу материјално. Мнозина символички ги представуваат токму оние вистини што не возможуваат ова наследство да го сметаме за наша вистинска татковина. Христос ги уверувал своите ученици дека тој оди да им приготви станови во куќата на Отецот. Оние што ќе го прифатат учењето на Божето Слово во врска со небесната татковина нема да останат потполно неинформирани. Во Библијата наследството на спасените се нарекува татковина. Таму небесниот пастир го води своето стадо на извори жива вода. Дрвото на животот носи плод секој месец, а неговите лисја служат за здравје на народот. Таму течат потоци кои вечно жуборкат, бистри како кристал, на чиишто брегови се лелеат дрвја кои со своите сенки ги постилаат патеките што им ги приготвил Господ на откупените. Таму пространите рамнини прераснуваат во прекрасни брегчиња, а Божите гори ги издигнуваат своите возвишени врвови. На тие тивки полјани, покрај тие живи потоци, Божиот народ, кој бил толку долго патник и поклоник, ќе најде своја татковина. Тогаш народот мој ќе живее во мирни живеалишта и во безопасни села и во пребивалишта на блажените. Нема повеќе да се слуша за насилство во земјата твоја, ниту опустошување и разорнување во пределите твои. И зидовите своји ќе ги нарекуваш спасение и портите своји слава. Ќе градат куќи и ќе живеат во нив, ќе садат лозја и ќе ги јадат плодовите нивни.
Нема да градат за да живе друг, нема да садат за да јаде друг. Моите избрани долго ќе се користат со делото на рацете своји. Тоа се цитати од книгата на пророк Исаија, 32 глава, 80 стих, и потоа може да читате 60 глава, 18 стих, 65 глава, 21 и 22 стих. Ке се развесели пустината и сувата земја, и ненаселената земја ќе се радове, ќе расцути како крин. Место трн ќе израсне кипарис, место коприва ќе израсне мирта. Тогаш вол ќе живе со јагне, леопардот ќе живе заедно со јаре, и малото дете ќе ги води. Нема да прават зло и штета по целата моја света гора. Повторно цитати од книгата на пророк Исаија, 11 глава и 35 глава. Еве, почитувани гледачи, ова беше утринската порака и со коментар како ќе изгледа новата земја. Очигледно пророкот овде добил едно прекрасно видение. Јован Богослов исто ни опишува за таа нова земја во Откровението. Но пророк Исаија е наречен петиот евангелист, кој со така детално ни ја опишува новата земја. Како ќе изгледа животот на новата земја? Небото, тој вели, е реално место. Кога го читаме овој пророк, мора да знаеме две работи, почитувани пријатели. Исаија зборува паралелно за новиот свет, за новата земја, но зборува и за евреите кои треба да се вратат во своето родно место од Вавилон. Значи, тој ја опишува земјата Израилева, како место кај што израелците ќе доаѓат, ќе се вратат од робство, ќе градат куќи, ќе садат лозја, ќе го јадат плодот нивни, и вели овде нема никој друг да го јаде нивниот плод, односно она што тие го заработиле или го засадиле. Значи, прави една паралела со новата земја, но и со животот на израелците во ослободената територија, кога тие ќе се вратат повторно, ќе градат куќи. На новата земја ние нема да градиме куќи како денеска што правиме и што градиме куќи или згради. Меѓутоа, една символика, бидејќи Исус рекол, одам да ви приготвам место, и кога ќе отидам повторно, ќе дојдам по вас. Значи, ќе се помине 1000 години горе на небото, и после 1000 години, заедно со спасените, со сето тројство, по третиот пат, кога Исус ќе дојде на ова земја, со спасените, со златниот град, овде ќе почне вечноста, нова обновена земја. Овде е нова наша планета, која денеска е грешна, инфицирана со грев и со смрт, ќе биде очистена, ќе биде приготвено ново место, каде што спасените ќе живеат во вечноста. И затоа овде читаме, ќе се развесели пустината и сувата земја, и ненаселената земја ќе се зарадува, ќе расцути како крин. Значи, прави една паралела, користи символични работи пророк Исаија. Тогаш вол ќе живе со јагне, леопард ќе лежи заедно со јаре. Така било и во Едемската градина. Адам и Ева воопшто не се плашили од волците, од мечките, од леопардите, зашто тие биле питоми животни, но кога гревот дошол на оваа земја, не само што влегол во човечкото срце, туку влегол дури и во животните. И затоа овде вели, мало дете ќе ги води, нема да прават зло и штета по целата моја света гора. Господе ни помогне, почитувани гледачи, ние да се најдеме на тоа ново небо, односно ново место, што е реално. Небото е реално место за сите нас, но важно е од нас, од нашата одлука, дали ќе го следем Исуса Христа, оној пат кој Исус го нарекол тесен пат, кој води во живот вечен, а оној широкиот пат, вели Библијата, води во смрт вечна. Нека и ние бидеме наследници на тоа ново место, реално место, место кое што има и за тебе и за мене. Одиме со песна, почитувани гледачи, потоа повторно се враќаме во живо во нашата емисија. Плаши се ти од недоли, Бог мисли на тебе. Под крилата си на љубовта, Бог мисли на тебе. Бог мисли на тебе во секој час и секој миг. Се грижи за тебе, Бог мисли на тебе.
momenty, na teški dni, Bog misli na tebe. I koga si v opasnosti, Bog misli na tebe. Bog misli na tebe, vo sekoj čas i sekoj dni. Se griži za tebe, Bog misli na tebe. Bilo što da se slučuva, Bog misli na tebe. Na nego sosema potri se, Bog misli na tebe. Bog misli na tebe, vo sekoj čas i sekoj dan. Se griži za tebe, Bog misli na tebe. Evo nepovtorno uživo vo našата emisija, utrinska programa koja se emitova sekoj utro od ponedeljnik do petok v 8 časov i 30 minuti na Facebook straната na Radio Glas na Надежда od Kavadarci. Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи. Сега е време да размислуваме за вредноста на молитвата. До сега имавме разни размислувања за молитвата, колко е таа вредна, колко е важна во животот на христијанинот. Имавме и наши гледачи, односно учесници во програмата со свој видување за молитвата. Ово утро повторно ќе ви пренесам неколку интересни искуства, односно мисли од книгата Неверојатни одговори на молитвата од господинот Роже Монро. Човек кој бил исполнет целиот со молитва. Неговиот живот всушност е молитва. Тој бил и посредник за многу луѓе кои имале своји проблеми, но тој се молил на Бога, посредувал за нив. И денеска, еве, ќе прочитаме, ќе проследиме едно размислување, посредување за младите. Не само што тој се молил за своите колеги на работното место, за своји пријатели, или болни луѓе кои биле во болница. Се сеќавате во почетокот кога почнавме да пренесуваме интересни искуства од оваа книга, кога тој се нашол на својата смртна постела, болесничка постела, и поред него кога умирале луѓе, но тој се молил не само за себе, се молил и за останатите негови колеги пациенти. Навистина Бог направил чудо. Да видиме сега какво е то посредување за младите. Во претходните поглавја го спомнавме Роберт, млад човек кој ја победи дрогата и се врати во пазувите на народот, кој ги почитува Божите заповеди, што беше резултат на посредничките молитви за него. Би сакал нешто повеќе да ви кажам за тоа како Божиот дух се грижише за него и го благословуваше неговиот живот, додека тој препуштен на околностите бегаше од Бога. Верам дека се сеќавате, почитувани гледачи, јас зборував за тоа искуство на овој млад човек кој се дал во прегратките на дрогата, на алкохолот. Непријатно бев изненаден, дознавајќи од еден поранешен другар на Роберт од факултет дека речиси неверојатни промени се случиле во неговиот живот. Само за неколку години тој од личност која го сака Бога се престорил во своја целосна спротивност, затоа што станал центар на самиот себе и целосен егоист. Роберт, рече неговиот пријател од факултетот, не е повеќе цврст млад христијанин каков што сте го познавале. По завршувањето на факултетот нашол добро платено работно место кое заедно со приходите на неговата сопруга му донело материјална благосостојба. Се спријателиле со некои луѓе од работа, а тоа постепено ги одвело на забави за кои претходно воопшто и не знаеле. Жената на Роберт била под влијание на музиката и не минало долго време, па и двајцата подпаднале во робство на рокот.
Своето слободно време го посветиле на активности кои не само што ги одвоили од Бога, туку дури и еден од друг. Дали тој ја оставил неа или таа него, сигурно јас не знам. Пријателот од факултет додаде, неговиот брат ми кажа дека Роберт поседува $1000 вредна трева, а покрај него се и влијателни службеници од тоа место. Зборот трева се однесува, почитувани гледачи, на дрога. Тој се со часови пуши трева и слуши хеви рок. Згора на тоа инвестирал $1000 во уредување на врвна стереоакустика, создавајќи атмосфера како да се наоѓа на рок концерт. Кога го изразив своето разучарување, момчето одговори: немојте да жалите за него. Тој добро знае во што влегол. Тој очигледно тоа го сакал, го посакувал, инаку од почетокот би се држал на страна. Меѓутоа, очигледно тој ја сакал дрогата и ова рок музика. Веднаш одлучив случајот на Роберт секој ден да го изнесувам пред небесниот татко, знајќи дека може да му се спротистави и да го победи гревот. Се молев Светиот Дух да му помогне на Роберт и да го победи рок музиката, алкохолот и дрогата. Секако сватив дека може да минат години пред младиот човек да дојде до таква состојба во која може да донесе одлука која ќе го води кон Бога, но бев подготвен да се молам за него до крајот на животот. Помина 3 години, а тогаш доживев пријатно изненадување. Го сретнав Роберт на терените на Академијата Union Springs на годишниот состанок во природа во областа Њу Јорк. Следниот ден слушнав од него како Божиот Дух работел во неговиот живот. Се случи тоа, речиси, пред 1 година, ми рече, кога ги проучував своите пријатели, своите пријатели, своето слободно време, своите музички склоности и останатите видови на мојот секојдневен живот, почнав да уочувам промени на патот што го избрав. Дотогаш ги презирав духовните работи и во период од 5 години се одадов на уживање или, како што тоа се нарекува во светот, под наводници, подобар живот. Кога ќе се разбудив наутро, почувствував некаква потреба за некаков облик на уживање. Например, секој утро подготувајќи се за работа, ги слушав своите најумилени рок песни. Тоа беше нешто што го задоволуваше мојот внатрешен копнеж. Секој викенд беше резервиран за разуздани забави со алкохол, пушење на опојни треви и слични работи. Тогаш мојата сопруга и јас се разделивме, па така станав целосно слободен и правев што ќе посакам. Го засакав тој начин на живот, но набрзо се соочив со стварноста. Дали би сакал да кажеш нешто за тоа, го запрашав. Работите почна да се менуваат пред 1 година. Најпрво почна да не ми се допаѓаат рок музиката и пивото. Кога една вечер стигнав дома од работа, го вклучив музичкиот систем и ја ставив омилената плоча, потоа удобно се сместив со чаша пиво во едната и со весник во другата рака. Се напив неколку голтки од чашата и читав неколку минути, но кога повторно се напив голтка, почувствував дека нешто не е во ред. Вкусот на пивото во устата беше лош, всушност беше ужасен. Отидов во фрижидерот по друга лименка и кога го отворив и го пробав пивото, вкусот беше уште полош од првото. Ниту музиката веќе не беше како претходно, нешто недостигаше. Не беше пријатна како претходно, па го проверив засилувачот. Се стоеше на своето место како што треба, но рок музиката ја изгуби својата голема привлечност, па го исклучи бидејќи ми се чинеше дека апаратот е неисправен. Во тој момент се огласи звончето на влезната врата. Пред мене стоеше мојот голем пријател Хенри. Хенри дојде во посета во вистински момент. Ми се случуваат чудни и необјасневи работи. Во чашата го историв пивото од последната лименка и му е подадов. Хенри, пробувајќи, го рече дека е одлично. Му реков дека тоа што јас го пробав не е толку добро. Дозволи ми да го пробам пивото од твојата чаша. Не можам да поверувам. Откако проба голтка, веднаш го исплука
одмијалникот. Тоа е расипано. Луди трговци. Човеку, ти имаш вистински проблем и не можам да ти помогнам. Не сакам да те повредам, но верувам дека тука на дело е присутна некоја надприродна сила. Но патем дојдов да го поземам твојот алат на неколку дена. Мојот интерес за искуствата на Роберт беше природно, но не можев да му помогнам прашувајќи го што мисли за пријателскиот коментар за надприродното. Мојата прва мисла, одговори Роберт, беше: некој се моли за мене, а Господ прави нешто како да ме потикне сериозно да размислувам за мојот животен пат. Тој искуство ме зашемети и од тој ден повеќе не можев да пијам пиво. Што ќе се случи понатаму во разговорот помеѓу Роже Монро и Роберт? Ке слушнеме утре, ако Бог даде живот и здравје, во утрешната емисија. Овде, значи, ставам 3 точки, да ве повикам, почитувани гледачи, да не следите и утре и да го проследим искуството на Роберт. Како и зошто тоа пиво му се згадило, кој до вчера му било умилен пиелог. И музиката тој ја обожавал. Но одеднаш нешто чудно почнало да се случува. И овој пријател Хенри, кој дошол да побара алат, да позајми, го пробал пивото дека е во ред. Меѓутоа, кога Роберт го пиел истото пиво од истата чаша, за него било горчливо. Кој замешал прсти во овој случај? Овде тој спомнува дека нешто се случува, дека се присутни некои надприродни сили. Утре ќе го проследиме продолжението на ова вистинска приказна. Ви поканувам, почитувани гледачи, да не следите и утре во нашата утринска програма. А сега продолжуваме, дали имаме реже подготвена песна? Значи, одиме со една песна, почитувани гледачи, потоа повторно се враќаме во емисија. Боже, Ти ми даде животно, јас бев ништо, преда ме најдеш, Ти ми даде животно. Да ги скршен живот, Голгота ги измени во радост, копнеш си Ти за мене, Ти ми даде животно. Ке Ти служам од љубов Боже, Ти ми даде животно. Јас бев ништо, преда ме најдеш, Ти ми даде животно. Таги скршен живот, Голгота ги измени во радост, копнеш си Ти за мене, Ти ми даде животно. Ти ми даде животно. Следите во живо емисијата, утринска програма на радио Глас на надежта. Адвентистичко радио кој емитува својата програма секој утре од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Следува рубриката за животни искуства. Како и сами што знаете, секој утро споделуваме искуства на разни наши гледачи или напишани искуства во книга, ние ги пренесуваме, или пак имаме и снимени искуства на луѓе кои
доживеале убави искуства со Господа, но може би и оние другите искуства кои не се така убави, но сепак Господ ги извадил, ги сочува и тие се благодарни на Господа за секој ден од нивниот живот. Утро во нашето студио, во нашата редакција пристигна едно искуство кој јас ќе го споделам денеска со вас, а насловот е Господе, одведи ме дома. Ово искуство се случило во минатата година, значи во 2020 година, кога отпочна ова пандемија или овој вирус кој се појави COVID-19. Едноставно, многу луѓе беа збунети, многу луѓе беа уплашени. Денеска сме се уште збунети и уплашени. Зошто и како? Многу прашања се поставуваат, но сега јас нема да зборувам за вирусот, но бидејќи ово искуство е поврзано со човек кој минатата година се одлучил да замине во Германија на работа. Иако знаеме границите беа затворени, но секако имаше и моменти кога беа отворени, така да овој човек заминал во Германија. Еве да го проследиме искуството. Во 2020 година, во февруари месец, добив работна виза и заминав во Германија по работа. Мојата работа беше во Макдоналдс. Значи, отишол таму да работи, кај што се прави храна, сендвичи, се приготвуваат и така натаму. Пристигнав на работното место и го побарав шефот да поразговарам за мојата позиција и за деновите за работа. Потоа добив одговор од шефот дека се работи без прекин на смени и викенди. Значи, во Германија, Макдоналдс, отишол овој човек и добил одговор од шефот дека се работи нон-стоп, значи во 3 смени. Но јас му реков дека не можам да работам во сабота, бидејќи сум адвентист, а знаеме дека адвентистите, според 4-та заповед, според 10 Божји заповеди, ја почитуваат саботата како ден за одмор. Така да тој веднаш му кажал на шефот дека во сабота не може да работи. Од зајди сонце, од петок навечер до сабота навечер, додека сонцето не зајде. Потоа шефот ме праша кои се адвентистите, јас му открив и му одговорив дека верувам во Божите заповеди. Очигледно, шефот немал доволно информации кои се тие верници адвентисти и зошто ја обожават, односно не работат во сабота. Шефот ме ослободи, но тоа беше за кратко. И потоа почна проблемите околу мојата работа. Нивното око беше вперено само во мене. Ме тера да работам на сите страни и ми рекоа дека за 3 дена морам да ги работам сите позиции и побара да работам се што е невозможно за мене. Очигледно, како нов работник, му дале многу поголема работа од она што го следувало и тој скоро и не можел да се снајде. Кога вели на позиции, значи на повеќе работни места во ресторанот Макдоналдс. Еден ден додека работев околу печките, на секој 3 секунди сите викаа околу мене и за секоја штета јас бев одговорен и виновен. Нападите беа се почести и за кратко време допив отказ. Потоа еден брат од црквата по име Нобат дојде да ми помогне, само што ја виде ситуацијата и ми рече дека јас не сум за тука. За тоа време почнаа и други проблеми, многу повеќе проблеми. Брат Нобат ме зеде кај него за време на короната. Потоа Бог ми даде друга работа. Потоа отидов да побарам во местото за странци дозвола за слободно движење. Но мојот пасош ми го зедоа и ми кажа да си заминам веднаш од Германија. Потоа заминав во станот каде што бев сместен и почнав да се молам на мојот Бог. Господе, зар не гледаш дека имам доволно проблеми? Требаше и пасошот да ми го земат. Каде си, Господе? Потоа се сетив на Јосиф кога беше во тешка ситуација. Во тие денови почесто почнав да се молам на Бога. За 10 минути мојот телефон задзвони. Ми се јави брат Нобат кој ме извести дека добил повик од местото за странци дека мојот пасош ќе ми биде вратен. И навистина пасошот ми беше вратен. Сега можев да работам работа според мојата струка. Со братот Нобат појдовме да побараме фирма за работа. Но бидејќи состојбата со COVID-19 се влоши, јас морав да ја напуштам Германија и да се вратам дома.
но границите беа блокирани. Моето враќање беше оневозможено. Од ден на ден ситуацијата повеќе се влошуваше и беше многу страшно. Во градот каде што престојував, јас скоро сите беа заразени. Од местото за странци неделно ми пристигнува по 2 писма да ја напуштам државата или да имам некакво осигурување што јас го немав. Бе во дилема што да работам. Со братот Норман почнавме да се молиме за мене. Да се молиме на Бога, да Бог најде решение. Се молевме 3-4 пати на ден. Бог да изнајде решение и да ни помогне. Јас сакав да се вратам во Македонија. Една вечер многу се молев. Бог да ги отвори границите и да си појдам дома. Таа ноќ добив одговор од Бога дека моето враќање ќе биде во мај месец и дека треба да почекам. Дојде мај месец, при крајот на тој месец јас се молев и плачев пред Бога, бидејќи бе во тешка ситуација. Таа ноќ на сон видов едно црно море каде што се дават луѓе. А јас бев во средината, а од другата страна уште едно море со големи бранови каде што луѓето се дават. Потоа видов еден човек како коли едно бело јагне. Откако го закле јагнето, човекот дојде кај мене, ме фати со неговата рака за моето раме и слушнав силен глас кој ми прозборе: "Узе, јас умрев за твоите гревови." Утредента кога се разбудив, му заблагодарив на Бога за неговото водство и охрабрување. Јас продолжив да му се молам на Бога да се вратам дома. Околу 20 јуни плачев и му се молев на Бога. Вечерта повторно го слушнав гласот Божи: "Узе, ќе се вратиш дома на 28 јуни." И навистина така беше. Тогаш се отворија границите, јас купив карта да си заминам и навистина се вратив во Македонија. Со ова искуство сакам да ги охрабрам сите гледачи. Каде да се најдат, каде да одиме и каде и да бидеме, на прво место да ни биде нашиот Бог. И еве, Узиер сака да не поздрави преку ова негово живосно искуство, почитувани гледачи, со библиски текстови од Исаија 58 глава, 8 и 9 стих. Тогаш ќе светне како зората, твојата светлина и твоето здраве ќе процвета бргу. Твојата правда ќе оди пред тебе, а Господовата слава ќе ти биде заштитница. Ако викниш, Господ ќе ти одговори. Кога ќе извикниш, ќе рече: "Еве ме." Ако го остраниш од својата средина јармот, испржениот прст и безбожната беседа. Еве, почитувани гледачи, тоа беше искуството на нашиот гледач Узеир од Прилеп, кој навистина доживел прекрасно искуство минатата година кога се наоѓал на привремена работа во Германија, но имал проблеми на работното место и со враќањето дома, но Господ му помогнал тој безбедно да се врати во своето семејство. Би сакал сега, почитувани гледачи, да ве повикам, вие кои сакате да изучувате Библијата по дописен пат, слободно можете да ја побарате веб страницата Библијата зборува МК. Значи, ова е онлайн дописна библиска школа. Сега за кој миг од режијата ќе ја пушти самата реклама, но ја сакам еве успено да ви кажам, сите вие кои сакате да ја проучувате Библијата преку вашиот компјутер дома, во домашна атмосфера, имате прекрасни 8 подрачја кои можете да ги искористите. Оваа дописна школа е бесплатна и затоа еве ве поканувам сите вие кои сакате да изучувате историјата, археологијата, да имате совети за семејството, за бракот, за здравјето, слободно влезете во ова веб страница, значи Библијата зборува МК и ќе можете да ги проследите сите овие 8 подрачја на дописна школа. И сега одиме со рекламата само за вас, почитувани гледачи. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски.
Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве неповторно назад во емисијата, почитувани гледачи, следува рубриката за здрава храна. Се ближат новогодишните празници. Верувам дека многу од вас ќе приготвите и здрава храна. Кога велам здрава храна, нешто што е вегетаријанско, нешто што не е со месо. Ово утро сакам да споделам 4 кратки рецепти за правење млеко. Не она млеко што го купуваме од продавниците, значи од животинско потекло. Ова млеко е од природни состојки. Например, првиот рецепт е млеко од сусам. Вие кои сакате да правите експерименти и да се храните здраво, еве земете пенкало или с хартија и може да ги запишете овие наши предлози и утре ќе споделиме исто така интересни совети и правење на паштета, например, од природни состојки, но за тоа ве поканувам и утре да не следите во утрешната програма. Еве ги нашите 4 предлози за денеска. Млеко од сусам. Сусамот е релативно ефтина намирница, може да се купи на пазар и во продавниците, значи земете сусам, некаде од 60 до 70 грама сусам. 2 чаши вода. 1 банана. Како тоа се подготвува? Претходно сусамот се меле во прав и така со мелениот сусам се става во блендер. Се додава водата, па бананата и сето тоа треба да се микси. Добивате една хомогенна, една убава бела боја. Всушност тоа е млеко од сусам. Бананата му дава еден убав вкус, еден убав шмек. Пробајте и ќе видите, почитувани. Јас сум го испробал и навистина многу е добар. Значи, млеко од сусам. Ајде сега да проследиме млеко од бадеми. Во Кавадарци има доста бадеми по лозјата, меѓутоа на пазар може си купите и во продавница веќе приготвен, очистен, така да млеко од бадеми. Што е потребно? 50 грама бадеми, 1 банана, мед по желба и 500 милиграми вода. Значи некаде пола литра би рекле. Како сето тоа се подготова, како и претходниот рецепт, претходно бадемот се меле во прав и така со мелениот бадем се става во блендер. Се додава бананата, водата, медот и сето тоа се микса 2 до 3 минути. Едноставно за правење, но многу е вкусно, а пред се хранливо. Вие кои имате алергија може на млеко од животинско потекло, еве ви убав рецепт. Млеко од бадем. Не е многу скап, но е многу користен. Ерокрем од ленено семе. Вие кои сте љубители на ерокрем, оној во продавница, оној вештачкиот, ја го нарекувам, може би е вкусен така на уста, но секако не е така здрав. Еве што е потребно да имате за да направите ерокрем од ленено семе. Потребно е 2 до 3 лажици ленено семе. Исто може да го најдете во продавниците за здрава храна и на пазар го има. Значи, лесно е достапен и може да го најдете ленено семе. 2 до 3 лажици, малку вода, мед по желба. Лененото семе се мели во прав и се додава малку вода за да се добие смеса за мачкање. Се засладува по желба, се мачка на интегрален леп. И интегрален леп може да најдете, почитувани гледачи. Еве уште еден, како 4 предлог за ова наше утро. За појадок може да го направите веќе и во следните денови. Путер од кикирики. Путер здрав од кикирики. Потребно е половина чаша крем од кикирики, половина чаша млака вода. Кикириките се мелат во миксер.
Ваквиот крем од кикирики се меша со водата и се добива кремаст путер кој може да се мачка. Треба да се чува во фрижидер, но на слатката варијанта секако додајте мед или малтекс, а на солената морска сол. Се зависи ако сакате да биде ерокремот сладок, благ, а може да биде и солен, така да ви имате две варијанти. Тоа беше нашиот предлог, почитувани гледачи, за ова утро. Значи, уште еднаш да ве подсетам, зборувавме за млеко од сусам, млеко од бадеми, ерокрем од ленено семе и путер од кикирики. Зутре ви приготвивме уште 5 наши предлози кои верувам ќе ви се допаднат и ќе ги употребите, ќе ги искористите за престојните празници. Бидејќи нова година, за кој ден? Би сакали ние како редакција, почитувани гледачи, да ви подариме новогодишен календар. Ако е приготвена сликата од режија, може да ја сподели и сега може да ја видите. Значи, вака ќе изгледа новогодишниот календар за ова 2022 година. Календарот ќе го добиете бесплатно на ваша адреса. Еве, ова е првата страница од јануари. Значи, пишете ни слободно, почитувани гледачи. Во нашата редакција имаме доволно календари за сите вас. Односно, ќе ви биде доставен од нашите соработници таму кај што живеете. Ако немаме таму соработници, ќе ви биде испратен по пошта. Значи, биете слободни, јавете се, пишете ни, ќе имате прекрасен календар со прекрасна порака овде од Исуса Христа, кој е рекол: останете во мојата љубов. Вие сте веќе, како овде што вели, вие сте веќе чисти заради словото кое го избравте. Останете во мојата љубов. Има прекрасни совети и пораки и да имате новогодишен календар како подарок од нашата редакција. Значи, овој календар може да го имате и вие, почитувани гледачи, само ако се јавите. Напишете во четот, односно во порака, овде го имате мобилниот телефон, можете во обична порака или на нашиот мејл, а ние ќе ви го доставиме календарот на ваша адреса. Полека дојдовме до крајот не до крајот, него до последната рубрика на ова наша утринска емисија, почитувани гледачи, но дали ќе одиме со песна од режија? Ете, ќе одиме уште една песна да слушнеме, почитувани гледачи, потоа ќе одиме и на последната рубрика. Dušo moja, prekrasno ime Isus, sve što ti napravi dobro, nego zaboravaj, amin. Slavi go Bog, dušo moja, slavi go Bog, dušo moja. Tvoj koji mi prosti grehove, koji mi duša izlekува, njemu je slava sob sami i pesna od srce, jaz večno tje pevam. Slavimo duše, slavimo ja, prekrasimo dušo Isus, sve što ti ne radi, slavimo ja, slavi za Bog duša moja. Slavimo duše, slavimo ja, prekrasimo duše Isus, sve što ti napravi, slavimo Bog, slavi za Bog duša moja. Tvoj koji volaka me utreši, tvoj koji me večno razveseli, njemu je slava sob sami i pesna od srce, ja večno tje pevam. Slavimo dušu, slavimo ja, prekrasimo dušu Isus, sve što ti napravi, slavimo ja, slavi za Bog duša moja. Slavimo dušu, slavimo ja, prekrasimo dušu Isus, sve što ti napravi, slavimo Bog, slavi za
sve što te pevam. Duši svenata, tvoj kroj svoje zborstvo znala, njemu je slava sobstva mi i pesna od srce, ja sve što te pevam. Slavi go dušu, slavi go ja, slavi go dušu moja, slavi go ja, slavi go dušu moja, slavi go dušu moja. Poštovani gledачи, неповторно уживо во нашата програма. Поздрав до сите вас кои можеби во меѓувреме се вклучивте и ја следите ова наша програма, меѓутоа не жалите затоа што ова програма се снима, ова емисија може да ја гледате и подоцна на истата Facebook страна, значи Радио Глас на надежта, или на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежта, каде што се ставени сите претходни 30 и неколку емисии, односно утрински програми. Пред да поминеме на рубриката археолошки искупувања, односно археологијата ја потврдува Библијата, сакам да ви понудам еден убав маркер, почитувани гледачи, со кој сакаме да ви ја честитаме новата 2022 година, бидејќи уште 3 дена неделат од почетокот на новата година. Овде имаме еден убав прекрасен текст: не плаши се, јас сум со тебе, јас сум твојот Бог. Така да, ако сакате, со календарот да ви испратиме и еден убав маркер со убава порака, слободно напишете ни на нашата адреса, а ние ќе ви испратиме, значи, и маркер и календар ќе ви доставиме до вашиот дом. Бидете слободни, пишете ни, ние сме тука за вас, односно овие работи се приготвени за вас, почитувани пријатели. Одиме сега да размислуваме за археологијата која потврдува Библијата. Сеќавате во вчерашната емисија зборувавме за како во почетокот било пишувано, односно како биле пишувани книгите, почитувани гледачи. Сега ќе одиме понатаму материјали на кои се пишувало. Значи, рековме вчера дека нешто слично пишувањето било колку и денеска. Имало писари, имало луѓе кои тоа го диктирале, кои го прегледувале, но можеби технологијата била поразличита, некако денешната, но стилот на пишување е стил кој го имале за чувано тогашните луѓе во тоа време. Да видиме сега кои материјали се користеле за пишување. Денеска ние имаме книги, имаме харти, имаме компјутери, има друг начин на пишување. Меѓутоа да видиме што археологијата пронашла, како во старо време луѓето пишувале. Материјалот на кој Варух ги напишал зборовите што му ги диктирал Еремија, веројатно бил на папирус. Ова не се спомнува, но е сигурно дека материјалот бил лесно унишлив и можел да гори во оган. И сега цитат од Библијата: во тоа време, од 9-тиот месец, царот престојуваше во зимскиот дворец и пред него имаше оган со разгорен јаглен. Штом Јехуди ке прочиташе 2-3 параграфи, царот ги исече со писарското ноже и еден по еден ги фрлаше во огнот, се додека не беше уништен целиот свиток во огнот што гореше. Тоа е цитат од Библијата. Значи, овие свитоци на кои биле пишувани последни пораки, царот ги запалил, не му се допаѓале и ги запалил во оган. Тоа не била глина ниту кожа, значи освен на папирус пишувано било и на глина, на кожа, на папирус и така натаму.
Кожата и пергаментот, направени од животински кожи, тешко е да се сечат со ноже и да се палат. Мирисот од димот би бил неподнослив. Пронајдени се многу преписи од старозаветното време, но не и библиски ракописи. Има доста причини да мислиме дека повеќето старозаветни книги биле напишани на папирус. Папирусот бил најобичен материјал за пишување, а степенот на писменост бил мощне низок. Дури ни царевите не знаеле да читаат ниту да пишуваат. Еден таков пример е записот на асирскиот цар Асурбанипал, кој во своите царски анали се фали дека ја научил сета вештина на пишување. Во поголем број случаи, пишувањето било привилегија на свештенството. Во Израел веројатно постоела професионална класа на писари надвор свештеничкиот ред. Сигурно дека поголем дел од народот не знал ниту да чита, ниту да пишува. Они што морале да се подпишуваат на законските и трговските документи, поседувале печати со кои ги запечатувале, ги заверувале тие документи. Мнозина само го оставале знакот X. Така постапуваат и денешните неписмени луѓе или стават отпечаток од палецот. Еврејскиот збор за подпис е тав, буквата Т, која во старите ракописи изгледа како нашето X. Неколку еврејски зборови може да се преведат со писар, секретар, но највообичаен е зборот софер. Тие поседувале авторитет и сила, биле повеќе отколку само запишувачи. Археолошките откритија ни овозможиле да знаеме повеќе примери за алфабетот во најраниот период на неговиот развој. Најстарото алфабетско писмо, од кое настанеле сите алфабети на светот, се појавува на надписите на единствените камени плочи што потекнуваат од Ханан од 18-тиот, односно 70-тиот век пред Христа. Археологот Сир Финдерс Петрие во 1904 година во запуштените рудници на скапоцениот камен Тиркис на западен Синај пронашол 25 кафеави плочки со груби надписи, чие што содржина нема позначителна историска вредност, но тие плочки покажуваат дека уште пред Мојсија постоел некаков облик на рано алфабетско писмо. Тоа е персијанско рано хананско или прафеничко писмо. На крајот проучувањето Петрие заклучил дека плочките потекнуваат од 15-тиот век пред Христа. Прочениот англиски египтолог Алан Гурднинер прв успешно ги дешифрирал овие текстови во 1915 година, а ги објавил во 1916 година. Познатиот американски археолог, библиолог, филолог и експерт за стари писма Вилијам Олбрајт повторно ги проучил овие плочки напишани на западносемитскиот дијалект и на крај заклучил дека Петрие правилно ги сместил во 15-тиот век пред Христа. Овие плочки се чуваат во Египетскиот музеј во Каиро. И еве, при крајот уште неколку реченици да пренесам, почитувани гледачи. Алфабетот, читањето и пишувањето ги приближил до народот. Овој голем пронедок настанал по Божје провидение непосредно пред Мојсија да дојде како бегалец во подрачјето на Синај, каде што го затекол писмото приспособено за пишување на библиските книги. На тој начин станало можно читањето да не остане привилегија само на неколкумина образовани писари кои морале да познават стотици символи со кои се напишани древните текстови. Синајските плочки се најстарото алфабетско писмо кое посетителот на Египетскиот музеј одве може да ги забележи. Сочинуваат вредна алка при пренесувањето на Божјата волја на човештвото, давајќи му можност на наједноставниот запис на божествената објава да се зачува за поколенијата што наидувале. Ете, го проследивме и овој дел од нашата програма, почитувани гледачи, кои материјали се користеле во пишувањето во времето на Мојсија и после него. Очигледно Бог ги водил работите. Се она што било кажено страна на Бога, било запишено
и преко Мојсија и останатите патриарси и пророци. Денеска ете археологијата кога врши искупување во земја, пронаоѓа интересни податоци и тие пронајдоци ја покажуваат веродостојноста на денешната Библија, на денешното Свето писмо. И сите вие кои сакате да имате Свето писмо, почитувани гледачи, може да ни пишете, а ние ќе ви испратиме на ваша домашна адреса, секако бесплатно. И пред да се одјавам, сакам уште еднаш да ја рекламирам Библијата зборува, значи тоа е веб страница Библијата зборува МК, онлайн дописна школа, со неа ќе се одјавиме. На крајот, но пред да се одјавиме, сакам да ви посакам, почитувани гледачи, денеска да имате убав, благословен ден. Чувајте се, бидете одговорни, ако се чуваме ние, ќе ги сочуваме секако и другите. Ви закажувам средба, ако Бог даде живот и здравје, утре повторно да бидеме во исто време на иста ова Facebook страна Радио Глас на надежта во 8 часот и 30 минути. А до тогаш пријатно и довидување. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.